Младен, Сдруженијето на новинари го има и советот на честа. Колку пати се соочувате со представки, например, за дезинформација или за говор на омраза? Знаеме дека голем дел од медиумите, за жал, не ги модерираат коментарите на социјалните мрежи, иако тоа би требало да го прават, и таму често пати под некоја содржина излегуваат и дезинформација и говор на омраза од коментаторите. Постои ли начин самата професија, здруженијата професионални да реагираат и да создадат некакви системи на заштита на медиумскиот простор од овие негативни феномени? Постојат нели и правила за етичко и онлайн известување кои што беа донесени од СЕМ, каде што се кажува дека да, медиумите треба да го модерираат тој простор, но и вие самите спомнавте дека има недостаток на ресурси, слаба е финансиската кондиција на медиумите и сето тоа не може за жал да се постигне. Во кој правец размислуваат професионалните медиумски организации за да ги решат овие проблеми? Ти практично го наметнуваме прашањето на саморегулација наспроти регулација, што тоа и како може да значи. И јас сум поборник на тезата дека саморегулацијата е од суштинско значење и дека таа мора да продолжи да се развива. Значи, таа не е идеална, далеко е од идеална, далеко е дека од тоа ќе ги реши сите проблеми, но во моментов мислам дека е најдоброто нешто што го имаме, што постои на пазар. Како што демократијата не е идеалното општество, но е најдоброто за кое што ние сме чуле и за кое што знаеме и го практицираме. Така и саморегулацијата, мислам дека е во овие услови идеалниот сплет на она што можеме и треба да го правиме. И се разбира, не е доволна и сега тука се наметнува прашањето треба ли корегулација, треба ли да направиме некаков тип на регулација или нотификација, повеќе би рекол, на порталите. Јас лично не сум убеден дека тоа нешто многу ќе промени во целиот наратив, бидејќи добро, тоа е во ред е да се препознаат медиумите, на некој начин да се нотифицираат, преземајќи ги, да речеме, овие критериуми и услови што само регулацијата ги наметнува, но тоа не значи дека вие ќе ги забраните сите други ширачи на дезинформации кои што постојат во светот и во Македонија. Председателот на Либерално-демократската партија вели да го забраниме TikTok. Па, ајде да го забраниме и Facebook. Ајде да го забраниме и Google. Ајде интернет да го забраниме и навистина просто дезинформации ќе нема. Или нема да има во толкава мера. Ама ќе нема и слобода. Значи, Ердоган има и друго решение, он ја криминализираше дезинформацијата. И директно идеш од затвор за дезинформација во Турција. Па сега што е дезинформација, он решава. Да, исто по Путин. И тоа е решение. Сакам да кажам, значи, тоа не се ниту системи, ниту како да кажам, културолошки не припаѓаат на ова милје на кое што ние тука припаѓаме, со кое што ние треба да функционираме. Инаку и во Северна Кореја нема Facebook, така или во Кина нема Facebook, па дезинформациите се онака како што сакаат да биде владата таму. Затоа сакам да кажам, ниедна од овие алатки нема целосно да го реши проблемот со дезинформации, ние ќе останеме да живееме со проблемот на дезинформации. Прашањето е како да го намалиме и како да го минимизираме вредноста на дезинформациите. Штетата што тие ја прават, што може тука да се направи. Значи, ова што кажа и останатите колеги и јас мислам дека мораме да ги одвоиме професионалците од непрофесионалците и во исто време сите да работиме на тоа да научиме да читаме вест. Мислам, и ние денеска се фаќаме во ситуација да се излажеме од лажна вест, а што останува за оние кои што медиумски не се доволно писмени или немале контакти со тоа. Така што не гледам друго решение, освен долгорочно да дадеме предност на саморегулацијата, да ги одвоиме професионалците од непрофесионалците, тоа јавно, гласно и кампањски да го промовираме во јавноста и да работиме од најмали ноза што се вели со децата на тоа
како треба да ги читаат вестите и на што можат да веруваат и на што не може да веруваат. И тие се неколку 4-5 столба на кои што ако работиме, ќе можеме да кажеме дека после неколку години или деценија имаме некакви резултати. Сега ќе бидат паушални, меѓутоа подобро да засадиш дрво пред 20 години отколку после 20 години, значи да работиме на овој план.